Почитувани пријатели, се собравме да кажеме не на погрешните политики и лошиот менеджмент на Венко Филипче и власта. Се собравме да им дадеме подршка на здравствените работници и нашите херои. Од самиот почеток на пандемијата покажувавме дека здравствените работници ги немаат основните средства за работа. Ракавици, маски, мантели, скафандери за еднократна употреба. Ама власта и Венко Филипче не обвинуваше дека шириме лажни вести и го деморализираме народот. За жал, на крајот дознавме дека земјава нема да добие помош од солидарниот пакет вреден 530 милиони евра од Европската унија, затоа што Македонија не направила доволно расходи во време на првиот бран на ковид кризата. Односно, со негрижата за здравствените работници и граѓаните, државата не се квалификувала за помош од солидарниот фонд на Европската унија. Вакцините се посебна приказна за нашата агонија. Се вакцинираме со вакцини од донации. Ако не сте слушнале, кога ќе дојдат вакцините, да знаете, до крајот на неделата или на почетокот на месецот. Власта постојано има оправдување и дежурен виновник затоа што имало се правда и заразени и во развиените земји и во соседните земји. И таму за жал некој ја губел битката со вирусот. Едно забораваат, дека во развиените земји процентот на вакцинираните е голем. Таму светлината на крајот од тунелот се гледа. Ја подсетуваме денеска власта дека сме на 118 место од 122 држави по број на вакцинирани. Податок нотиран од Bloomberg. На листата сме заедно со Египет, Уганда, Екваторијална Гвинеја и други. Не може да кажуваме цифри, не можам јас лично да кажам цифри на заразени и починети, затоа што секој ден се менуваат од ден во ден со голема бројка. Народот веќе не може да го издржи притисокот на црната ковид статистика која е депримирачка. Дали некогаш власта се запрашала и се замислила дека статистиката на граѓаните што ја губат битката е навистина депримирачка. Македонија е завиена во црно, а затоа најголемен виновник сте вие, Филипче, затоа што не направивте ништо со што би се подобрила состојбата. Единствено ги исполнувавте желбите на власта. Одговорен министер и премиер не се очекува во вакво време да се возикаат на скапи мотори, а при тоа ги придружува обезбедување, додека нема доволно болнички возила и болниците ни се преполни со болни. Кој ги плаќа тие луѓе? Тоа се пари на граѓаните, почитувани. Ве прашувам, во вакви услови на ковид пандемија, како имате образ да излегувате пред граѓаните? Кога... Оставка! 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 Ве прашувам, во вакви услови на ковид пандемија, како имате образ да излегувате пред граѓаните, кога афери го тресат Министерството за здравство? Да знаете, провизиите за вакцините, по кои трчавте, ќе бидат тема долго време по оваа криза. Сега слушаме и за јавно-приватно партнерство за рентген услугите. Катастрофа е набавката и на реагенси. Дали имате една светла точка во вашиот мандат, министер Венко Филипче? Тоа што единствено го правите, сите од оваа власт, е да ја обвинувате опозицијата за вашата неспособност. Нема оправдување за вашата неспособност. Сите мерки ви се недоволни, закаснети и политички. Станавте полтрон на партијата во која сте заробени. Нема слободни термини во април за брзи тестови. Граѓаните се оставени на милост и немилост.
Покрај тоа што во предлог Законот за здравствена заштита во член 3 став 6 стои дека во време на пандемија, во време на криза, вонредна состојба, Фондот за здравствено осигурување го одредува обемот и видот на здравствени услуги кои ќе ги даваат приватните болници. До сега ништо не е направено. Сега на одлука на влада треба да дојде предлогот Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, со кој преко законски измени треба да се изедначуваат цените во приватните болници со цените во Фондот за здравствено осигурување. Што се чекаше досега? Постоеше законско решение, ама се немаше волја. А граѓаните се задолжуваа и се уште се задолжуваат за да го платат лекувањето во приватните болници. Почитувани присутни, една година само се зборува, ама ништо не се применува. Венко Филипче и Зоран Заев не покажаа никаква грижа за граѓаните. Тие се грижат единствено за сопствените джебови. Затоа да им порачаме, одговорност мора да има. Бараме оставка Венко Филипче, бараме оставка Зоран Заев. Благодарам.